Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам, напишана од Рашид Ахмад Чаудхру. Господин Рашид Ахмад магистрирал исламски студии и се стекнал со звањето магистер на правото на Пенџаб, универзитетот во Пакистан. Сега работи во едно од општите средни училишта во Лондон. Во оваа книга тој го спојува своето знаење со 12 годишното учителско искуство, за да создаде една збирка од приказни за славните муслимани, дополнувајќи ги тие приказни со кратки коментари за исламот. Овие приказни се подеднакво интересни како за младите, така и за постарите. Тие даваат увид во единствениот начин на живот кај првите муслимани и покажуваат како тие биле спремни да го жртвуваат својот имот, чест и живот за својата вера, со што тоа жртвување станува познато како херојство. Читателот овде е заштитен од секакви измислици. Ова се вистински приказни. Сите вистински приказни имаат поука во себе и оваа збирка не е исклучок во тоа. Овде читаме како асхабите на чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем минувале низ различни искушенија и како само цврстото верување во семокниот им помогнало да ги победат непријателите. Децата со задоволство ќе ја прифатат оваа книга и ќе сакаат повторно и повторно да ја читаат. Тие ги сакаат приказните, затоа што тие представуваат логични последици од настаните, даваат точен опис на различни карактери и ги инспирираат да тргнат по стапките на своите омилени херои. Сите родители се должни да ги охрабруваат своите деца да учат многу од минатото, за да станат надеж за иднината. Навистина, ова е најкорисната книга која треба да ја има во секоја библиотека. Книгата Приказни од времето на раниот ислам за прв пат е печатена во 1975 година под насловот Златните дела на муслиманите. Од тогаш имаме голема побарувачка за неа и во Велика Британија и надвор од неа. गुनाहगारों के दर्द दिल की बस एक कुरान ही दवा है. Сета пофалба му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. Нека е мир и благослов врз неговиот веровесник Мухамед салаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхабите. Религијата ислам. Религијата проповедана и практикувана од страна на пратеникот Мухамед салаллаху алейхи веселем позната е како ислам. Името ислам на оваа религија е дадено од самиот Бог. Во честниот Куран пишува: Денес јас за вас ја усовршив вашата вера и јас големив својата благодат кон вас и го избрав исламот за вас како вера. Нема ни една друга религија која тврди дека името и е дадено од Бога. Наведените ајети ни зборуваат дека исламот е совршена религија. Ислам е арапски збор што значи мир. Исто така, значи посветеност, тоест потполна посветеност на Божјата волја. Така мирот со Бог, мирот со ближните и посветеноста на Бог се во сршта на исламот. Оние кои го прифатат исламот како своја вера се муслимани, што значи миролюбиви и посветени луѓе. Муслиманите штом се посветат на Божјата волја, мора преку целиот свој живот да се залагаат за воспоставување на мир на земјата. Муслиманите веруваат во еден Бог, мелеките, Божите книги, Божите пратеници, живот после смртта. Верувањето или верата се нарекува иман. Оној кој верува е мумин, верник. Зборот муслиман и мумин имаат исто значење. Исламот е голема награда од Бога. Тој е милост не само за муслиманите, туку и за целото човештво. Ги чува луѓето од сите општествени зла. Дрогата и алкохолот потполно се забранети во исламот. Коцкањето не е дозволено. Конзумирањето на производи од свинско месо не е дозволено. Сето ова е штетно за нас и за целото човештво. Лихварството е забрането, а забрането е и трупањето на богатство, кое може да биде штетно со својата цел. Исламското учење има 5 аспекти, кои се познати како 5 столбови на исламот. Тоа се следните: калима, шехадет, сведочење дека има само еден Бог и дека Мухамед е негов пратеник. Салат,
извршувањето на 5 дневни намази во одредено време, саум, да се пости месецот Рамазан, зекат, одвојување одреден процент од имотот за милостина и за други благородни цели, спомнати во чесниот Куран, хадж, аджилак во Мека најмалку еднаш во животот, ако е возможно финансиски и физички, во периодот на хадж. Чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Кога и да се случило луѓето да застранат од вистинскиот пат што води кон Бога и ке го свртеле грбот на Божјото водење, бил испраќан пратеник од Семокниот Бог за повторно да ги приближи кон него. Таков бил случајот и со чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем. Пред неговото доаѓање, скоро сите арапи обожавале кипови. Се вели дека само во Кјаба имало 360 идоли. Останатиот дел од светот воопшто не бил во подобра состојба. Тогашните верувања оделе понадолна линија и нивните верници ги немале веќе вредностите на кои биле учени. Во Арабија, коцкањето и опивањето било скоро пракса. Жените во арапското општество немале никакви права и слободи. Некои семејства дури ги закопувале живи женските деца. Помеѓу такви луѓе, чесниот пратеник на исламот бил роден. Роден е во Мека во Арабија, 570 година од новата ера. Мека била трговски центар во кој караваните запирале на својот пат од Сирија кон Јемен и далекиот исток. Исто така важела и за свето место заради Кјаба. Кјаба според чесниот Куран е првата Божја куќа која била изградена за човештвото. Луѓето од цела Арабија доаѓале во Мека да ја посетат оваа куќа. Тука исто така е и еден свет извор наречен Земзен во близина на Кјаба. Чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем му припаѓал на благородното арапско семејство, кое било познато под името Куреиши. Неговиот татко се викал Абдула, а мајка му Амина. Неговиот татко се преселил неколку месеца пред чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем да се роди, а мајка му се преселила кога тој имал 6 години. Грижата за него ја презел неговиот дедо Абдул Муталиб. 2 години потоа се преселил и неговиот дедо. После тоа, грижата ја презел неговиот амиџа Абу Талиб. Трговијата била основно занимање во Мека во тоа време. Кога Мухамед пораснал, го вработила Хатиџа, богата вдовица од Мека, како свој трговски застапник. Била воодушевена од неговата честност, му понудила брак. Хатиџа тогаш имала 40 години, а тој само 25 години. Мухамед бил задоволен од своето детство, бил тивок и склон на мислење и медитација. Не учествувал во расправи и кавги, попрво се обидувал да ги прекине. Бил побожен, искрен и чесен, толку многу, што луѓето му го дале прекарот Ал-Садик, искрен, чесен, и Ал-Амен, доверлив. Кога пораснал, размислувал за пороците и за болестите на општеството во кое живеел. Ја сакал самотијата и често се повлекувал за да размислува во пештерата Хира, неколку километри оддалечена од Мека. Во своите 40-ти ја примил објавата од Бога и тогаш негова должност станала реформацијата на човештвото. Еден ден, додека се молел на Бога во пештерата, чул глас кој му наредил да учи. Тој бил преплашен. Рекол дека не знае како да учи. Гласот и понатаму инсистирал и Мухамед повторувал како што му било наредено. Објавата била ново искуство за него. Бил загрижен заради должностите кои Бог му ги дал. Веднаш отрчал во својата куќа и раскажал на својата сопруга Хатиџа што се случило. Таа му рекла: "Ти си љубезен и учтив кон твоите сродници. Им помагаш на сиромашните и го носиш нивниот товар. Се обиде да ги вратиш доблестите кои се исчезнати. Ти ги честиш гостите и им помагаш на оние кои имаат тешкотии. Бог сигурно никогаш нема да те изневери." Му предложила да одат кај нејзиниот роднина Варака бин Науфал
христијански мудрец и да го побараат неговиот совет. Варака го чул она што му го кажал Мухамед салаллаху алейхи веселем и му рекол: сигурен сум дека мелекот кој дошол кај Муса те посетил и тебе. Би сакал да сум жив и да ти дадам подкрепа кога твојот народ ке те истера. Ке ме истераат ли? Праша честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, изненаден. Христијанскиот мудрец му рекол: тоа што тебе ти е објавено, никогаш не било на некој објавено, а да не се свртел народот негов против него. Кога честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем почнал со својата пратеничка мисија, сите освен неколкумина му се спротивставиле. Повеќето го отфрлале и го исмевале, вложиле секаков напор да ја запрат пораката на исламот. Тој и неговите следбеници толку биле под притисок, што на крајот морале да ја напуштат Мека и да се иселат во градот Јасрип, на околу 250 километри северно од Мека. Луѓето во Јасрип во огромен број го прифатиле исламот, така што тој станал првиот муслимански град, а подосна бил наречен Медина Тун Наби, Медина на скратено, што значи градот на пратеникот. Кога оние од Мека виделе како исламот напредува во Медина, се обидувале насила да го уништат. Неколку пати го напаѓале градот, но неколку пати биле поразувани. Овие непријателства траеле неколку години. На крајот биле водени преговори и било склучено примирие помеѓу двете страни во местото викано Хаудабија. 2 години после тоа, примирието било прекршено од страна на Мека. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем бил присилен насила да влезе во Мека. Тоа тој го направил со 10.000 негови следбеници. Безпомошни, жителите на Мека се предале на честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, победоносно влегол во градот. За време на животот на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, исламот се проширил низ цела Арабија. Честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем се преселил во 63-та година во Медина и таму е закопан. कि अपनी जा से हुई खफा है, गुनाहगारों के दर्द दिल की बस एक कुरान ही दवा है, यही है खिज़्रे रहे तरीकत, यही है सागर जो हक नुमा है. Денес го завршивме првиот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам. Еселаму алейкум.